Добар ден, драги деца! Здраво, другарчиња! Моето име е Александра и јас сум учителка во детската градинка 13 ноември во Скопје. Верувам дека она што ви го подготви за денеска ќе ви биде интересно, ќе ви се допадне и со задоволство ќе го гледате. Меѓутоа, пред да почнеме, да си најдете некое опуштено место, убаво каче кај вас дома, да седнете, да се опуштите и да уживате. За денеска ви подготвив една многу интересна приказна за гладната гасеница. Верувам дека ќе ви се допадне и со внимание ќе изгледате. Дали сте подготвени? Може ли да почнам со раскажување? Ајде, да видиме. Значи, едно неделно утро на ливадата имаше еден зелен лист, а на него едно мало јајценце. Наеднаш се појави сонцето. Светеше силно, силно. А од ова мало јајце излезе една прекрасна зелена гасеница. Таа само што се појави, веднаш почна да вика: гладна сум, ми се јаде, дајте ми храна. И што се случило, дечки? Во понеделникот оваа гладна гасеница изела едно црвено зрело јаболко. Го лапнала. Со сласт го изела. Го изџвакала веднаш. Дошло вторник. Таа изела една круша. Со сласт ја изела. Изела и втора. Изела 2 круши. И повторно почнала да вика: ми се јаде. Изела во средата една слива, уште една слива и 3та слива. Еве ја, гладна се, на брзина излапала, њам. Во четвртокот, оваа гладна гасеница изела 4 јагоди. Само што ја изела првата, лапнала веднаш и втора, со сласт јадала. Ја изела и 3тата и дошла на ред која? 4тата јаготка. Меѓутоа тоа е било малку, почнала повторно: ми се јаде, дајте ми да јадам. Дошло петок. Во петокот изела 1 портокал, па повторно барала 2 портокал. Со сласт ги јадала. Го изела и 3тиот, њам. Еве го и 4тиот дошол на ред. Колку вкусно. И уште еден. 5. Дури 5 портокали собрал во стомакот. И се јадело многу. Дошло сабота. Што ли сега ќе изеде? Замислете, изела еден многу сладок сладолед. Го лапнала за час. После тоа лапнало едно парче кашкавалче. Го изела и тоа. Изела потоа едно парче пита. Колку вкусно. Јадела ли јадела? На ред дошол еден убав, видите каков. Мафин. Њам, го излапкала и тој. Јадела, гладна цело време. После тоа на ред дошло едно сладко лижавче. Го изела и тоа. Подоцна, што дошло на ред? Една мрсна салама. Меѓутоа и таа ја лапнала. И уште и било малку. Уште и се јадала. Барала. На ред дошло една чоколадна торта. Колку вкусно. Замислете, дури изела едно парче лубеница. Њам. Леле, колку многу работи изела. Викаше, ја болеше стомачето. Колку се најала. Утредента беше недела и си рекла: ајде денеска ќе лапнам само едно мало зелено ливче. Го изела и тоа. Њам. Се испапкала. Го лапнала, се изморила, дечки. Се изморила, видете. Стомакот и станал полн. Таа не била веќе мала гасеница. Не,
Таа станала дебела, видете што се не изала. Колку работи собрала во стомакот. Се изморила. Да, не можела да дише. И што направила? Си направила една мала кукичка, се скрила во неа. Да, се пикнала. И што се случило? Си спиела. Таа си спиеше. Спиеше дури цели 2 недели. Да. Си направила едно кожурче. И потоа, оп! После 2 недели, што се случило? Се појавила една прекрасна, шарена пеперутка. Колку е убава. Епа, дечки, мислам дека ви се допадна ова што ви го подготвив денеска. Тоа беше приказната за гладната гасеница. Доколку сте расположени, да ви кажам дека воопшто не беше тешко да се направи оваа гасеница, можете и вие да си направите своја дома. Што ни е потребно за да ја направите? Што гледате на сликата? Една чорапа, може да е ваша или од мама и тато да позајмите се едно. Ни требаат 2 мали пластични очички, можете и да ги нацртате доколку сакате. Ни требаат 2 пластични жички и ни треба лепило и ножички. Доколку сакате, можете да направите и своја кукла од некоја чорапче што ви е омилено и вие сами дома да си направите еден театар на маса и да си ја одглумите со вашите родители вашата омилена приказна. Тоа беше се што јас ви подготвив за денес. Се надевам дека ви беше интересно. Доколку ви беше интересно, се гледаме повторно во следна прилика, а до тогаш гушкајте се и чувајте се со вашите родители. Поздрав и се најдобро!